Битола повторно руши рекорди по нивото на загаденост на воздухот и во друштво со Скопје, Тетово и Кичево е еден од најзагадените градови во Република Македонија. Погледнете што се случува во меѓувреме. Раководството на Елем, со амин на премиерот Никола Груевски, склучи дополнителен договор за новата барокна зграда на Елем во Скопје, тежок дополнителни 3 милиони евра. За непредвидени работи, договорот со фирмата што ја прави зградата од 11 милиони и 600 илјади евра сега се зголемува на речиси 15 милиони евра. Замислете, ако 15 милиони евра наместо за луксузирање и нова зграда на Елем се искористија на пример за значително подобрување на еколошките стандарди на рек Битола. Дали ќе беше вакво загадувањето во Битола? Дали ќе ни се полнеа болниците и ќе ни се разболуваа деца? Дали ќе умираа млади луѓе од рак, каква што тенденција има во последно време? И дали овие потези што ги прави актуелната власт не се класично поигрување со здравието и животот на граѓаните? Во вакви околности, вчера, лично од министерот за животна средина, слушнавме за препастувачка изјава. Како воздух ќе дишеле граѓаните не зависело од власта и од министерството, туку дали граѓаните ќе возеле автомобили или ќе ги оставеле дома. За разумна власт, квалитетот на живеењето на граѓаните е приоритет број 1. За власта на Груевски, приоритет број 1 е да се задоволат апетитите на тесната група што владее. Бараме власта итно да престане да се луксузира на сметка на здравието на граѓаните на Република Македонија и да се фокусира на проблемите на граѓаните, каков што е проблемот со алармантното загадување на воздухот.